Патот до среќата е враќање на човекот во природата. Оваа мисла на францускиот филозоф Сартер е мотото на 30-тината планинари од планинарското друштво Голак, за кои нема бариери кога се во прашање планините. Нивниот ентузијазам да освојуваат висини и љубовта кон природните атракции ги вбројува во најактивните планинари во Делчево. Редовно се движиме во природа, значи уживајќи во природните убавини на планината, а со тоа значи се осознаваме и самите себе си како личности. Досега знамето на Македонија, овие планинари го развеале на многу освоени врвови на Балканот. Врвот Мусала, 2925 метри надморска висина на планината Рила во Република Бугарија, најтешкиот врв за искачување на Балканскиот полуостров, тоа е врвот Митикас на планината Олимп во Република Грција. Значи, врвот Вихрен на Пирин планина, врвот Кораб на Кораб планина. Надбор впечаток ми остави врвот на Солунска глава, кај што бевме пред еден месец. За едно 5-6 сати можеш да видиш 2-3 годишни времења. Па највеќе ми е предизвик. Сакам да планинарим и многу е убаво. Поминеме многу убаво некој пат е тешка стаза. Сепак, кога е планинарењето во прашање, овие ентузијасти се разочарани што Голак останува и понатаму без обележани планинарски патеки, кои можат да донесат голем број на планинари од светот. До сега нема ништо направено, меѓутоа ние сме спремни како планинарско спортско друштво, бидејќи ги познаваме правилата на Књефилцовата правила, значи доколку ни обезбедат или материјални средства или средства на пример како бои, четки и така натаму, значи да бележиме една или две планинарска патека. Следната најатрактивна дестинација на ова друштво е Триглав со 2860 метри. Неговото освојување е најавено за ова лето, но Триглав бара и средства, а како и досега, овие љубители на висините очекуваат поддршка од своите редовни спонзори.